Во ова видео ќе зборуваме токму за најчестите, наједноставните, секојдневни начини кои што ги имаш како можност и како прилика да оствариш дополнителна заработка. На секој од семинарите на луѓето им поставувам најчесто 2-3 идентични прашања, од кои едното е колку начини мислат дека постојат за заработка на пари. Најчесто ќе слушнам 5, 10, 100, бесконачно велат некои. Но сите експерти за бизнис и економија се согласуваат дека постојат само два начини за заработка на пари. Едниот од нив е ти работиш за пари, тоа значи дека работиш во економија, време за пари, каде што одиш на работа, најчесто 8 часа и работодавецот тебе ти исплаќа плата. Супер! Вториот начин е парите работаат за тебе. Тоа значи дека имаш пари, инвестираш и на тој начин остваруваш добивка или загуба. Сите останати начини на заработка кои што произлегуваат секако варијација на овие претходни два типа. Океј, има и пасивен приход. Тоа се луѓе кои што остваруваат заработка врз основа на авторски права, на лиценци и на останат начин. И постојат и тандеми, тоа се луѓе кои што се од шоу бизнисот, спортисти познати и славни, како Надал, како Џоковиќ, како Меси, како Роналдо, кои што имаат договори со врвни компании и на тој начин остваруваат дополнителна заработка. Во ова видео ќе зборуваме токму за најчестите, наједноставните, секојдневни начини кои што ги имаш како можност и како прилика да оствариш дополнителна заработка. Една од можностите е заработка на дополнителни средства на местото каде што си во моментот работа. После само неколку коучинг сесии, Весна се сети дека незините клиенти имаат страх, стрес, предизвик како ќе изгледа нивниот мебел во нивниот дом кога ќе го набават. Се сети дека би било добро кога би постојал начин како тоа визуелно да им се представи на клиентите и запиша курс за внатрешен дизајн. Паралелно додека ја учеше оваа нова вештина, често пати ќе слушнеше од незиниот работодавец дека посакува некој човек кој што ќе ги знае овие вештини, но во тој период токму не можеше да најде таква личност. Весна трудолюбиво работеше неколку месеци како би ги совладала овие вештини, да ги научи техниките и останато, и после само некое време се договори со работодавецот да започне ново едно поглавје. После само една година целосно се пренасочи како би работела професионално како внатрешен интериер. Дали заработува? Па денес има веќе дуплирана незина плата и плюс има бонус за секој нов договор, за секој нов предмет кој што ќе го сработи. Втората можност како би заработале дополнителен приход е преку остварување на дополнителна хонорарна работа. Значи, вложуваме дополнителни неколку часа покрај работното место и на тој начин остваруваме дополнителна заработка. Но каде е клучот? Клучот е да не одбираме било каква работа, туку да одбереме работа која што има тенденција еден ден да прерасне во бизнис, како што беше приказната со Марина, која што при мене беше на коучинг. Марина во тој период не беше задоволна на работното место кое што го има и барајќи по нова можност, по нов бизнес преку хонорарна работа и останато, на почетокот почна да работи како финансиски советник, асистент, а денес Марина заработува неколку пати поголеми приходи од оние кои што ги заработуваше во моментот. Но дали е тоа се? Денес Марина има собствен бизнис, денес Марина одржува семинари, тренинзи, работилници и има влијание над маса луѓе. А она што е најважно е дека е ментор, каде што им помага на луѓето која што ја делат незината судбина во минатото, значи како незадоволни кои што се во моментот, и им помага како преку хонорарна работа со тенденција еден ден да прерасне во бизнис, да можат да заработа повеќе пари. Третиот начин е да оствариме приход дополнителен преку нашето хоби. Што тоа значи? Да размислиме кој хоби имаме и да видиме дали постои начин да заработиме од она наше хоби. Ем уживаме, ем заработуваме. Преку неколку сесии Кире се сети дека може неговото хоби да го стави во функција, односно неговата страст за планинарење
да може дополнително на почетокот за викенди да организира тури како водич, како би можел луѓето да ги посети, да ги опушти, да ги води во планините и да ја разгледаат сета таа убавина која што во тој крај ги нуди. Денес, не само што Кире работи како професионален водич, туку организира и работи на меѓународни тури и она негово хоби кое што беше во минатото, денеска му е главен извор на финансии. Во понеделник 20 јуни, во 20 часот, организирам бесплатен вебинар, каде што ќе дознаеш чекор по чекор како и ти можеш да ги зголемиш приходите на начин кој што највеќе тебе ти одговара. Доколку сакаш да се пријавиш, под ова видео го имаш линкот за пријава. Ако го гледаш ова видео после 20 јуни, само пиши во коментар заработка и ќе ти испратам снимка од одржаниот вебинар. Доколку си прв пат на овој канал, не заборавај, претплати се, сподели го ова видео, не заборавај да го кликнеш звончето како навремено би добивал известувања за сите видеа и содржини кои што ги споделувам. Се гледаме во следно видео.